Од моментот кога стана првиот човек што влегол во Вселената на 12 април 1961 година, Јури Гагарин стана жива легенда. Меѓународната елита му наздравуваше, а тој беше почесен гостин на првомајската парада на Црвениот плоштад. Оваа првомајска прослава во Москва им дава на русите можност за гласен повик кон Западот со темата на парадата – Триумф во Вселената. Советскиот сојуз помина децении опседнат со темата патување во Вселената. Уште во 1924 година советскиот филм Елита ја внесе фасцинацијата со Вселената во земјата. Во 1962 година, една година по летот на Гагарин, во филмот Планета на луѓето почнува вселенската трка меѓу Соединетите држави и Советскиот сојуз. Филмот е приказна за советско-американска посада во несреќна мисија кон Венера. Слушај, Маша. Если мы погибнем, ако умреме, держи себя в руках. преземи го товарот на себе. Я поняла все. Разбирам. Но со Гагарин Советскиот сојуз имаше херој во вистинскиот живот. Харизматичниот авантурист кој со 108 минути поминати во Вселената му ја даде на Кремљ една од најголемите победи во студената војна и ветување за уште поголеми достигнувања. Можно с уверенностью сказать. Може со сигурност да кажеме дека ние со нашите советски вселенски бродови ќе летаме и на оддалечени одредишта. Дальним маршрутом. По неговата смрт во воздухопловна несреќа во 1968 година, ликот на Гагарин беше овековечен на поштенски марки, споменици, пригодни пари. Речи си, секој главен град во поранешниот советски блок имаше улица со неговото име. Кратер на месечината и еден астероид ги добија имињата по него. Гагарин дури стана инспирација за наградениот анимиран филм за гасеницата која сонува да лета. Поехали! Сепак, можеби највпечатливиот придонес на Гагарин беше во подрачјето на музиката. Руската композиторка Александра Пакнутова и нејзиниот сопруг, поетот Николај Добронаров, беа блиски пријатели на Гагарин. Дури и по неговата смрт, двојката компонираше поголем број песни посветени на Гагарин, вклучувајќи ја и баладата Нежност. Песната што почнува со зборовите "Земјата е празна без тебе" првпат можеше да се чуе во изведба на Маја Кристалинскаја. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Песната достигна огромна популарност откако во 1967 година е објавен филмот "Три тополи на улицата Плюшчика". Так же падала листва в садах. Друга композиција од истите автори се викаше "Дали знаете каков човек беше тој?" Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Во изведбата на Јури Гаљаев, песната во рефренот ги содржи упатствата на Гагарин од вселенскиот број Восток 1. Поехала, односно да тргнеме. Дури и во модерно време одредени музичари продолжуваат да го слават Гагарин, како што тоа го прави украинскиот бенд кој преку песна подсетува дека и по 50 години од неговиот славен лет, Јури Гагарин останува инспирација во поп културата на новите генерации. Гагарин, я вас любила.